години сум соработувала со форумот на жените, со госпоѓа Сладјана, и она ми кажуваше, ме повика за акција Здруженска, каде ја прифатив и се здруживме и во селото Боговиње направивме една група, бидејќи имавме многу барања. Понекогаш храброста е едноставна, да кажеш што ти е потребно, јасно и гласно. И на почеток имавме многу барања, ама се одлучивме на некои така поприфатливи, бидејќи кога отидовме кај градоначалник, тоа беше 2020 година, кога започна акција Здруженска. Побаравме да се постави жица овдека, сакавме исто вака еден кутек, ама не го запишавме тоа во барањето. Тоа го постигнавме така преку едната жена што беше вклучена тука у општина. Многу сме захвални и многу е користен од страната на жителите, не само на село Боговиње, туку и од околните села на целата општина. Përshëndetje, unë jam një nën, shumë e kënaqur nga ky vend i bukur që është ndërtuar këtu. Unë vi shpesh me fëmijët e mi, luajnë të qetë, në rahati, kanë siguri. Është menduar shumë gjë e mirë kjo, që ata të jenë të sigurt. Ka edhe andej është venduar një tel i cili ndalon fëmijët duke vrapuar, mos dalin drejt në rrugë, e cila është shumë e frekuentuar. Teli është dikund edhe më lart. Pastaj i lanë fëmijët edhe këtu më të qetë, dalin. Unë vi shpesh këtu, marrë edhe familjarët gjyshrit e fëmijëve të mi, i marrën edhe ata vetë dhe jam shumë e qetë për këtë gjë, se i liroj në siguri, janë të sigurt në këtë vend. Është shumë vend i menduar mirë dhe shpresoj që do të ketë edhe projektet të tilla ende më shumë. Баравме и лежачи полицајци и тие успеавме да ги ставиме и поради безбедноста на брзото возење. Свативме дека заеднички може да успееме и како што видовте успеевме. Сакаме и да продолжиме со барање, да ни стави жица покрај ова шеталиште, бидејќи од една страна е патот, од другата страна е река. Кога безбедноста се подобрува, животот повторно се враќа во јавниот простор.